Господин Ацевски, добро вечер и ви благодарам што сте дел од нашата емисија. Добро вечер и вам, поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Во оваа емисија на Агенда 35 го отвораме поглавјето 5 или јавните набавки и процесот на спроведување на јавни набавки. Вашата институција има надлежности во овој дел, па кажете ни какви најчесто неправилности се забележани од страна на ревизорите во спроведувањето на јавните набавки? Процесот на делување на јавните набавки е комплексна материја и кога зборуваме за самиот тој процес, во суштина треба да гледаме повеќе аспекти, вклучувајќи и човечните ресурси во самите институции кои што се предмет на ревизија од една страна, финансиските средства со кои што располагаат субјектите предмет на ревизија, од друга страна, доделувањето на договорите за јавни набавки. Нашето искуство говори дека во досегашниот период при ревидирање на доделувањето на договорите за јавни набавки, во суштина се среќаваат сите видови на состојби од фазата на доделување на договорите за јавни набавки, дали е тоа фазата на планирање, дали е тоа фазата на доделување на договорите за јавни набавки или следење на реализацијата на самите договори. Значи прекршување има во сите овие фази. Нивната материјалност доаѓа вообичаено во фазата на оно што значи извршување или следење на реализација на договорите за јавни набавки, така да во одредени субјекти предмет на ревизија се согледуваат надминување на количините на одредени состојби или утврдени договорни обврски, потоа несоодветно следење на реализацијата на договорите од аспект на вредност и така натаму, така да сето тоа зависи од капацитетот на субјектот предмет на ревизија. Меѓутоа, сметам дека со текот на времето се повеќе и повеќе се зголемуваат капацитетите на субјектите предмет на ревизија, но останува проблемот на она што значи субјекти на предмет на ревизија кои што немаат доволно човечки ресурси за доделување на договорите за јавни набавки. Може ли да не го објасните това малку повеќе? Како мислите, нема доволен број на вработени кои што би биле еве една споредба да направиме со Закон за јавна внатрешна финансиска контрола, каде Закон за јавна внатрешна финансиска контрола покрај финансиската контрола и уредува внатрешната ревизија. И во делот на внатрешната ревизија утврдени се одредени прагови и кажува тој вредносен праг, кажува да речеме ако еден субјект располага со одреден буџет на ниво да речеме на одредена сума на средства, треба да има толку и толку внатрешни ревизори, додека ако буџетот на таа институција надминува тој праг, треба да има толку и толку внатрешни ревизори и така натаму. Додека Законот за јавни набавки не прави дистинкција помеѓу големината на субјектите предмет на ревизија, така да тој подеднакво се однесува и за акционерското друштво Елем, кое што е најголема корпорација во државна сопственост, не прави дистинкција помеѓу градот Скопје кој што има соодветни човечки ресурси и да речеме не прави разлика помеѓу она што значи секој што земаме од помалите општини, да речеме општина Чашка. Така да човечките ресурси во градот Скопје, во Елем и човечките ресурси во општина Чашка не се во односно на што значи бројност подеднакво и секако тука помалите субјекти во суштина се среќаваат со одредени проблеми во делот на доделување на договорите за јавни набавки и често пати се доведени во ситуација да користат услуги од надворешни субјекти или од надворешни правни лица во процесот на доделување на договорите за јавни набавки. Што исто така чини, сето тоа влие и на квалитетот на подготвување на самата тендерска документација, на начинот на спроведување на постапките за јавни набавки, следење на реализацијата, потоа често пати се случува да имаме нелојална конкуренција во делот на надзорот. Например, имате состојби каде што цената на чинење на надзорот се изразува во 0,0 не знам одредени проценти и тоа кажува дека во суштина веднаш се создава сомнеш дека тој надзор нема да биде квалитетен бидејќи кој е тој што ќе врши надзор, да речеме, на одредена далечина за без пари. За без пари. Така да тој мора од некаде да го наплати, а сигурно ќе го наплати од изведувачот, така да секогаш се создава ризик дека изведувањето или квалитетот на извршените работи ќе бидат со несоодветен квалитет во една таква состојба.
Ги опишавте вие реалните состојби и тешкотии со кои што се соочуваат и институциите и вие како државна институција, меѓутоа дел од клучните забелешки во однос на работата на ревизијата секој се однесуваат на она дека вашата работа застанува на детекција. Значи вие откривате проблем, кажувате на јавноста каде е откриен тој проблем и понатаму веќе немате надлежност. Како го гледате вие ова? Тоа е уредено со Законот за државна ревизија, уредено и со Законот за јавни набавки. Нашата обврска е во суштина да извршиме ревизија на процесот на добивање договорите за јавни набавки. Ако утврдиме одредени состави кои што имаме сомнеш или создаваат одредени сомневања дека имаме коруптивни делувања, тогаш наша обврска е таквите ревизорски извештаи да ги ставиме до надлежните органи. Тука се мисли на Министерството за внатрешни работи, финансиската полиција, на Државната комисија за спречување на корупција и на јавното обвинителство. Секогаш и во преходните интервјуа кога ги давав се поставува прашањето каков ефектот или што е постапено по таквите ревизорски извештаи. Би сакал да информирам јавноста и вам дека со моето доаѓање на 26 декември 2019 година ги извадивме потребните податоци, заклучно од 2015 година па се до 2019 година и до сите овие институции кои што ги спомнав, доставени се писмени обраќања со кои што бараме повратни информации за ревизорските извештаи кои што се доставени и што е преземено по истите. Направено е воедно средба со тогашниот надлежен министер за внатрешни работи, во која што имаме повратна информација дека ќе благовремено ќе не известат за преземените активности, но чувствувам за потреба да истакнем дека во наредниот период престои средба со јавниот обвинител, во која што меѓу другото ќе разговараме и за потребата дали во суштина има потреба од менување на стилот на пишување на самите ревизорски извештаи или пак дали има потреба од меѓусебна координација со соодветните јавни обвинители, бидејќи сепак мора да кажеме дека јавните обвинители се експерти во својата област, ревизорите се експерти во својата област и можеби постои потреба од меѓусебно согласување на она што значи да се постигне ефективност од утврдените состојби од страна на државната ревизија. Да, затоа што и податоците на многу невладини кои што ја истражуваат ова област покажуваат дека многу малку обвинителството и другите институции кои што ги споменавте имаат слух практички за овие неправилности кои што вие ги забележувате, па многу малку активности произлегуваат понатаму од аспект на кривични пријави, гонење на криминалот и слично. Затоа веројатно и граѓаните бараат можеби повеќе надлежности, можеби нов, еве како што споменавте, нов јазик на пишување на ревизорските извештаи и слично. Како вие позицијата на судството ја гледате воопшто и на судската власт во однос на вашата работа? Видите, јас не би можел да се мешам во работата на судството, бидејќи тоа сепак судството си е независна институција и си работи по своите правила на постапување согласно законите. Не можам да ги коментирам судските пресуди, меѓутоа знам дека од она што досега го имаме како искуство има пресуди кои што имаат одредени значајни состојби кои што се повратени значајни средства во корист на државата. Жалам што ако произлегли од ваши извештаи. Произлегли од наши извештаи, жалам што одредени состојби можеби не предизвикале одредени судски пресуди, меѓутоа предизвикале значајни ефекти во делот она што значи повраќање на јавните средства во буџетот на државата. Ако погледнете годишниот извештај за работа на Државниот завод за ревизија за 2018 година, ќе констатираме дека огромен број на јавни средства се констатирани и во суштина како неправилности и тие се постојат реални можности да се вратат во буџетот на државата, што значи додадена вредност од работата на Државниот завод за ревизија. Сведоци бевме дека вашето назначување и воопшто изборот на главен државен ревизор помина со многу политички битки и со една зовриена атмосфера, да кажам, помеѓу политичките партии, никако да се одвои, да успееме да одвоиме политиката и партиите настрана од овие институции кои што треба да бидат буквално заштитени од таков тип на интервенции, барем и вербални. Како мислите вие дека можете да се гарантирате сопствената независност како институција настрана партиите? Која е вашата порака можеби до политичките елити кои што никако да созреат и да сватат дека мора да има тела кои што се надвор од партиската призма?
Па јас мислам дека во овој случај имаме созревање на политиката, бидејќи мојот избор беше поддржан од сите политички партии и тоа е единствен случај во историјата каде што сум избран од максималниот број на присутни, односно со 81 глас и верувам дека тоа само по себе дава гаранција дека политиката нема да се меша во работата на Државниот завод за ревизија. Верувам дека и во досегашниот период немало такво влијание, но во однос на моето работење верувам дека политичко влијание нема да дозволам, бидејќи ќе се почитуваат правилата на постапување и правилата на постапување ќе бидат подеднакво за сите чинители во општеството. Ви благодарам многу за интервјута. Благодарам и вам.